Како да поголеме општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Слушатели, драги наши Facebook пријатели, сите оние кои што не следат во диаспората, како и што најавивме, наш денешен гостин ќе биде советникот од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ при Советот на општина Прилеп, Дејан Продановски, воедно и координатор на советничката група. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата Одговори и одговорност. Добар ден и на вас, добро ве најдов. Искрено да ви кажам, многу пријатно се чувствувам во ваше друштво, сум ве сретнал и претходно и ми е особено драго што е Прилеп е збогатен со уште еден медиум. За жал ограничени сме по однос на слушани и гледани медиуми на локалнава сцена, меѓутоа се надевам дека таа состојба забрзо ќе се смени, ќе ве има и поиќе и седмава сила да си го добие своето значење онака како што треба во едно современо европско општество да го има. 076-802-595 е нашиот телефон за сите оние кои што сакаат да контактираат и да ни се вклучат во нашата емисија, да постават одредени прашања, а ние ќе зборуваме на една тема: улогата на советникот и колку е значајна таа улога, како можат граѓаните да ги решаваат своите проблеми преку Советот на општина Прилеп, со оглед на тоа што тоа е највисоко тело на одлучување, место каде што се дебатира за одредени прашања кои што треба да бидат од интерес на граѓаните, бидејќи на крајот на денот тоа е најважно, интересот на граѓаните. Добро кажавте, ние сме членови на највисокото тело на одлучување на локалната самоуправа. По измените на законот 2004 воспоставен нов систем на функционирање на локалната власт и Советот како највисоко тело, според мене треба да има и најголемата улога во општината Прилеп, затоа што низ призмата на Советот и одлуките кои што истиот ги носи, се одлучува за современото, но и за идното живење на оваа општина, на градов. Сега морам да бидам искрен пред слушателите и пред вас и да кажам дека Советот за жал во последниве години некако ја губи функцијата која што му е дадена по закон, затоа што работиме низ една материја која што така ни се представува на советниците во краток рок, се претурењата во политичката сцена ги гледате и сами и улогата полека се губи, а го гледам губењето на улогата на Советот низ призмата затоа што граѓаните се помалце учествува и во носењето, и во разгледувањето, дури и во одлуките на тоа што на дадена урбана заедница или на дадено мало му е потребно, затоа што се е сега низ призмата на политиката и се носат одлуките онака како што таа извршна локална власт смета, односно низ проектите кои што како извршен орган градоначалникот ги носи и ги спроведува. Имавме најави во минатото дека ова состојба драстично ќе се промени, на тоа се собра и поголем број на гласови. Сега владеачкото мнозинство се очекуваше од нив на почетокот на нивниот мандат во 2017 дека она што беше како принцип на работа во претходните групи советнички, дека ќе се надгради и ќе се унапреди, меѓутоа за жал морам да констатирам дека многу малце се направи на тоа поле, иако имаше големи ветувања дека ќе почнеме да функционираме вистински европски и тој термин граѓански концепт на вистина беше злоупотребен и сега мислам дека граѓаните изгубија и верба и во самиот термин, а ако сакаме ние да бидеме европски град и европска држава на крајот на денот, мора да го почитуваме тој граѓански концепт. Се извулгаризира терминот граѓански концепт, а што значи терминот граѓански концепт? Треба граѓаните да управуваат со општината. Низ медиуми, а медиумите сме токму ние советниците и извршната власт, односно градоначалникот. Значи, треба да тргни, секое прашање треба да тргни од граѓаните, да биде покренато и да заврши со одлука која што ќе донеси Советот и извршно, односно да заврши со проект изграден, подобрен живот на граѓаните во општеството, во градов, на населените места и така натаму. Значи, мислата ми е дека кај нас работите некако фати обратен редослед.
ние, советниците, ајде на некој начин локалниве политичари, да се наречиме така, треба да бидеме слуги на граѓаните. Не обратно. Граѓаните нас да ни служат, да ја фатиме таа позиција која што ја имаме и после 4 години некој да си ги преспија, некој ни да присуствува на советот, нити да ги слушни барањата, нити потребите на граѓаните. Сите излегуваме со некоја програма на тие избори. Прашањето е дали таа програма е реална. Моje видување е дека програмата треба да почне да ја пишува самите граѓани. Односно, политиката да се симни во граѓанството, политичките партии да бидат тука, да ги слушна реалните потреби на граѓаните. Тука, како систем на помош на организација се урбаните заедници. Верувам дека во овие 4 години, не знам некој од граѓаните дали слушнал дека имало таков некој состанок на урбана заедница, која што одлучува да речеме за даден урбан блок, што треба следно да направи и што да влезе во програмата за реализација на локалната самоуправа. Тоа ми беше и следно прашање, како граѓаните може да дојдат до советниците за да може да ги кажат своите проблеми, бидејќи генерално се соочуваме со одредени своји барања поврзани со нашето мало, со нашата средина, поврзани во сферата на образованието, на комуналното уредување. Како граѓаните може да му пристапат на советниците да ве најдат, бидејќи мене ми е неофицијално ако ве сретнам на улица и ви раскажам за мојот проблем дека во паркот немам доволно дрва или немам доволно клупи. Како можеме тоа да го решиме? И дали, бидејќи ги нема урбаните заедници, дали само состаноците и средбите на политичките партии се место каде што политичките членови може да го изразат својот став и мислење. Како тоа да го разбиеме и да го одвоиме политика и граѓанство, навистина како реален проблем и потреба? Иако не треба да биде така, за жал така функционира општеството кај нас. Мора да направиме драстични промени во таа насока. Затоа што, како што ви кажав и претходно, ние мора да станеме служители на граѓанството. Значи, ние сме гласот, за нас гласале одредена група на граѓани. Еве, на последниве избори, да ги потсетам граѓаните, за советничкава група на ВМРО-ДПМН на коалицијата, повеќе од 20.000 граѓани го дале свој глас. Значи, ние ги представуваме тие 20.000 граѓани. И сите останати, не само тие се одлучиле да ја поддржат нашата политичка опција. Меѓутоа, 40.000 граѓани излегле на изборите. Тие сите учествувале, партиципирале во процесот на избор на советници. И ние сме должни секојдневно да ги слушаме барањата и да ги слушаме потребите на граѓаните. Сама рековте дека ние, еве сега се погодило кај нас Прилепе, како и да е помала средина, се познаваме непосредно, посредно, преку пријатели, па така стигнуваме до некој информација, односно до некој барање од граѓаните. Иако, ние и како држава, со закони и со подзаконски акти, со статути сме покријани за сите теми. Дури има некои забелешки кога ќе дојде некои странци гости дека толку многу закони имаме, а во суштина системот многу потешко ни функционира. Согласно статуту и деловникот за работа треба секој ајде еве да не биде секој советник, меѓутоа советничкава група да има една просторија кај што ќе се среќават со граѓаните. Таа просторија треба да биде обезбедена од локалната самоуправа, затоа што тоа е од општ интерес. Нема тука нити политика, нити политиканство. Тоа е прашањето, како граѓаните бидат поприсутни во Советот на општина Прилеп? Се на тоа прашање мислам дека и дополнителна една работа која што може многу лесно и едноставно да се направи, тоа да прво во последниве, ова сега пандемиско работење на Советов е ограничено, меѓутоа па доби еден друг момент, затоа што одиме онлайн и уште полесен е пристапот за вас, за новинарите и за граѓанството. Меѓутоа, од некои, не знам, непознати причини, јас последно реагирав и до председателот на Совет, и до сите советници, и процедурално да почнеме да се отвориме према граѓаните ни. Иако сме на крајот на мандатот, да воспоставиме еден принцип кој што следен состав на советници би го практикувал, односно следниот председател на Советот кој што ќе биде да воспостави една таква понепосредна врска со граѓаните. И во салата дури бевме со физичко присуство, и тогаш на некој начин беа затворени, затоа што се влегува во општина и вратите за граѓаните се затворени. Треба ние да ги направиме, ние сме таму представници, како што ви реков и претходно, на граѓаните. Ние нема што да криеме. Тие се ставоите кои што ги покриваме за граѓаните. Низ таа призма на политичка програма која што сме ја понудиле, се движиме низ 104 годишен мандат. Затоа вратите треба да бидат отворени, посебно за вас, за новинарите. И искрено жалам, не знам од кои причини, тоа е од подамна, нема да обвинуваме политика, дека седниците се
нити се снима, нити се регистрира она што се зборувало, ние на некој начин сами си ја бришиме историјата на Прилеп. А еден град без запис останува. Сега пред известно време ми излезе едно видео кое што е правено во 53 година и останало за градов. Зошто да не остани тој состав што работел тие луѓе еден ден? Тие луѓе кои што ја креирале политиката на општината. Така е. И во даден момент во историјата некогаш и добра историска читанка тоа би било. Сега дигитализирано, меѓутоа пак би се останало запис кој што би и му служел и на идни студенти по историја да ги разгледува приликите во кои што се живеело. По 50 години многу тешко ќе биде да се врати некој назад и да ги согледа тие прилики како било општественото живење и работењето на советниците и сето. Низ таа призма добиваме поиќе позитивни моменти. Затоа еве сум инсистирал и се надевам дека идниот состав прва работа на советот што ќе ја направи тие седници на совет да биде отворени за граѓанството со покана на граѓаните еднаш да се отвора вратите, да биде граѓаните присутни. Верувам дека на почетокот интересот многу мал ќе биде затоа што нема таква традиција. Ние сме град на традиција овде. Ако ги воспоставиме работите за неколку, еве да речеме, ако не во тој прв мандатот кој ќе се донесе таа одлука, во неколку следни циклуси да се направи тоа онака да дојдеме баш скандинавски да функционираме и ние во градот, затоа што навистина заслужуваме. Но и граѓаните да ги слушаат вашите дебати директно и да не бидат интерпретирани ниту од нас новинарите, ниту од вас советниците. Точно така. Друго е непосредно кога ќе го слушнете, еве нека биде и снимено тоа подоцна презентирано, меѓутоа си го гледате. По сите сетила ви удира тоа. И видео ќе си го видите и аудио, значи може да ја восприемате и самата жештина таму што била, дебатата во која насока се движела, да добиете една целосна слика на она што се како случување во Советот на општина Прилеп. И во ова време на пандемија, како функционира Советот на општина Прилеп, како ги донесувате одлуките, влие ли ова електронска форма на донесувањето на одлуките, има ли некакви технички проблеми? Ова го прашувам бидејќи навистина не сме вклучени во присуството на Советот ниту онлайн, па како и новинари, па и граѓани не знаат како ги спроведувате активностите. А советникот е нашето око, нашето уво во Советот на општина Прилеп и нашиот лик кој што треба да одлучува за нас како граѓани или како граѓанска група. Знаете дека по завршување на седницата на совет ние или политичките партии или локалната самоуправа излегуваме со некој во наводници бледо соопштение, меѓутоа како што реков и претходно не може да ви ја представиме сликата на она се што се случувало во советот, на нашите дебати, на нашите предлози, на нашите реплики, контрареплики од низ призма на сето тоа се гледа една целина, се вади некои заклучоци граѓанството ќе може да донеси, да види што е позитивно, што е негативно, дали колку се залагаат советниците за нивните колку се залага, дали е тоа само призма на политичка борба, дали навистина се сака да се оди во заштита или во помагање на граѓанството, на подобрување на општественото живење. Морам да ви кажам дека јас искрено како човек лично многу не ми се допаѓа ова онлайн. Сега сме сведоци дека и Прилеп беше најмногу зафатен со оваа пандемија. Имавме на почеток и технички проблеми, овие апликације кои што дозволува онлайн седници беа со ограничен рок, па после тоа го изменаџира од општинава, продолжија седниците. Навистина се одзема премногу време во процесот на гласање, председател на совет поединечно не прозива сите, па дури да 27 советници се одзема време, а се помалце време останува за таа дебата што е. Јас само ова е констатација, не е прашање, само би сакала да го прочитам дека од наш следбеник од Кавадарци вели дека седниците на Совет на општина Кавадарци се на интернет, на Велес веќе неколку години, на Битола се пренесуваат преку интернет, не надополнува само во нештото. Седница на Совет на општина Крушево вели дека исто така било, па е прашањето кога Прилеп, но ние веќе одговараме на тоа да се стремиме кон нештото така. Повелете, извинете што ве прекинав. Нема проблем. Значи во насока на тоа онлайн. Во периоди кога беше кривата на највисоко ниво на пандемија, верувам дека од оправдани причини сега како што се намалува притисок и на здравствените власти и нас како луѓе се ослободуваме сите полека од тоа. Мислам дека треба дури од наредната седница да се вратиме затоа што друга е природата на седниците на совет
во живо во салата во која што Со физичко присуство, со физичко присуство во која што природно се припаѓаме таму и во која што е добри 2,5 години поминавме од мандатот. Сега нови се условите, сите немаме подеднакви услови. Дома, знаете, кој е седницата на Советот, морам да кажам дека последнава траеше 8 часа. Се расправаше за буџетот, нешто поврзано. Така. Имаше повеќе точки, меѓу она кои што она точка која што ние како советничка група ја баравме за однос за ситуацијата со безбедносната состојба во градот после случувањата со големата полициска акција за заплена на дрога. Ограничени се и можностите и техничките можности едноставно на советниците. Ние добивме, морам да кажам дека и мислам дека и тоа мандати на назад добивме средства, помагала персонални компјутери кои што се такви какви што се. Како што иди со можностите кои што ги имале тогаш, така. Точно така, меѓутоа поминале 4-та година на ни ова. Знаете дека овие техники ве сега по 2 години од прилика му е животниот век. Сега да не пребаруваме, да не ме сватите погрешно, меѓутоа се си има свое влијание, се оттежнува вклучување, исклучување, интернет, така, значи. Но треба да имате дома интернет добар. Треба така, услови, така. треба просторија, до сега бевме зима, треба загревање, тоа знаете сега и децава се онлайн, сето тоа е оттежнува, сакам да кажам, работата. Не е ова начин на оправдување на ваквото работење, меѓутоа се такви условите какви што се и мислам дека е потешко отколку она како што се знаеме природно, односно со физичко присуство во сала. Колку владеачкото мнозинство, еве да речам, има интерес или јас би рекла слух да ги разгледа често предложените предлози од опозицијата за еве капитални инвестиции, за буџет, за комунално уредување и така натаму. Има ли некои предлози кои што најчесто се прифатени или представува само собранието, Советот на општина Прилеп представува едно место каде што мнозинството е тоа кој што ги донесува одлуките и една машинерија која што гласа? И со ова со големо жалење морам да одговорам дека за жал советничкото мнозинство, односно владеачкото мнозинство во Советот си ги носи одлуките онака како што извршната власт им ги сервира. Силите во Советот се такви какви што се, 15 гласа за секогаш има, секој проект е ислушан и одбранет од градоначалникот. До сега сме немале конструктивна дебата меѓу опозиција и позиција за тоа во насока на подобрување. Ние од самиот старт кога станавме советници во нашата програма имавме ветено еден проект за субвенционирање на трошоците за комунално уредување на изградба на нови семејни згради за млади брачни парови. Тогаш направивме први обид, го направивме и за жал на прва разочарување не беше прифатено, иако сметам дека тоа беше една одлична ситуација за подобрување на финансиската состојба на семејството, меѓутоа и на финансиската состојба општо на градот, на економијата, затоа што тоа ќе стимулираш изградба на нови индивидуални стамбени згради, ќе се градеа нови, младите луѓе може дел од нив и дополнително ќе ги задржевме на некој начин да остане. Сите предлози кои што сме ги имале како советничка група за жал биле отфрлени, дури некогаш и одбиени точките кои што сметавме дека во даден период требаше да бидат разгледувани со едни банални изговори дека нема доволно материјал, дека ние како советници треба да обезбедиме дополнително материјал, дури и за барање на некоја информација која што треба, која што е од витално значење за градов, и тогаш требало дополнителни подготовки па испраќање. Се пробавме на неколку наврати скоро на сите буџети да интервенираме амандмански и тие за жал ниту еден не ни помина. Значи вака низ перспектива нови еве скоро 4 години советник, мислам дека владеачко мнозинство немаше слух. Еве сега морам да го спомнам тоа и претходно го кажав, точката која што ја побаравме, имавме и деловнички и статутарно ни беше покриена, затоа што треба 1/3 од советниците за да го поднесе барањето, го поднесовме, беше ставено на дневен ред и беше разгледувано. Тоа е единствено нешто што поминало од другава страна на говорницата, односно од левата страна гледано од председателот на Советот. Јас како граѓанин сега така би реагирала и така би ве прашала. Сум гласала во предпоставка за вас. Добре. Но вие не можете да ги реализирате моите одлуки бидејќи сте опозиција. Како да постапиме?
Во иднина треба сериозно и ново да се размисла. Затоа ја отворив темата преска дека конечно граѓаните треба да ги пишува и програмите на политичките партии. Треба политика да конечно да се симни меѓу граѓанството, не само меѓу членовите. Од членовите ние сме организирани групи, политички партии, големи состави во кои што не обврзале некои заеднички интереси, идеологија и начин на действување, начин на практикување на власт, на политика. Меѓутоа треба сериозно да се размислува на тема. Затоа и го спомнав ова, да не се вулгаризира граѓанскиот концепт, затоа што граѓаните од вашите пари, од вашите даноци и ние сме платени и проектите кои што ги изработува локалната самоуправа. Значи сериозно треба да се размислува на оваа тема. Советот има неколку работни тела, во едно од работните тела сте и вие. За мене суштествено и многу важно, тоа е Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, кој што врши просторно урбанистичко планирање, издавање одобренија за градба на објекти од локално значење, уредување на просторот, уредување на градежното земјиште, заштита на животната средина, мерки за спасување и загадување на водата, воздухот, земјиштето и така натаму. Тука уште стои и ми се чини и Петар Ристевски стои, не е се уште ажурирано она што го пронајдов. Да, колешката Ирена Стариевска Локвенец и јас. Да, и Комисијата изработка на програми за работа на Советот уште стои и господинот Милет Алевски, иако е веќе пратеник, но како и да е, ова се работни комисии во кои што вие делувате како советници, но еве едно суштествено прашање. Неодамна беше загаден изворот Леково, голема група на прилепчани се собраа и протестираа за тоа, го блокираа патот, револтирани заради искупувањето на мермерот и загадувањето на изворот Леково, чија вода влегува и во градскиот водовод. Како советник, како делувате на овој план? Еве во таква комисија сте за заштита на животната средина. Каква е мојта на делување на советниците при вакви случаеви? Како пример, сега како најсвеж пример го спомнувам. Точно така и ние како советници дури за жал го разбравме ова од медиумите, односно од граѓаните, од таа група. Морам да констатирам, нема тука изговори, нема исклучување, нема изземање. Проблемите... Тоа говори дека граѓаните не се обратиле прво до Советот на општина, до советниците, кај што може да се донесе одлуката. И кај што може да се разгледува како прашање, кај што е суштествено. А вашата комисија работи на токму нова тема. Затоа и ви реков и на самиот старт, ние работиме, јас дури како забелешка го кажав и во Советова и во записници влезено дека треба Советот да почне да разгледува и прашање кои што се однесува на секојдневното живење. Ние работиме по програма на Совет која што е стандардна. Во март се носа завршните сметки, во април се носа програми, завршни сметки на училиште и значи по некој темплейт и работиме така во цел мандат. Го работиме година за година. Во декември носиме буџет. Нема нешто да направиме да ја раздвижиме, затоа што излегува прашање кој што се еве ова е најново. Не е предвидено во програмата дека ќе се загади извора Леково па да биде во програма и ние да го разгледуваме. Меѓутоа имаме можност како советници да го покрениме како прашање и ви кажав кој е одговор. Ако го излезиме како прашање ќе ни бара да спремиме материјали, како еден советник од опозиција ќе спреми материјали кога извршната власт, односно директори, менаџери на јавни предпријатија и градоначалникот се во спрега, односно се од иста политичка партија, ние за жал сме од друга политичка партија до која што не стигнува сите информации. И тоа е општествен проблем, тоа е за сите проблем. Од изворо Леково не пија само членови на ВМРО ДПМН или членови на СДСМ, пија сите граѓани кои што се таму и кои што се затекнати. И затоа наједноставниот начин на луѓето на искажување на својот револт му е директно преку протест, преку јавен настап. Некако изгубена довербата на тоа советник, граѓани. И ви кажав од кој причина, ако знае граѓанинот дека во даден момент, во даден период од денот го има советникот на располагање, го има во таа и таа просторија. Како што реков, треба да го има? Треба да го има, да биде тука, да биде таа обврска која што имаме ние како советници, да испочитуваме, да го испочитуваме граѓанинот, да го слушниме, да ни ги кажи проблемите кои што ги има. И луѓето веќе се навикнаа, реагира само кои советниците кои што се на власт, затоа што сметаат и само таму по линија на најмал отпор ќе му биде завршен даден проблем кој што го има. И тука се затвора тој круг. Затоа вика мора конечно да почнат да се отвара вратите и луѓето да некако што рековте вие во непосредни средби на улица кога ќе се сретнеме па да поразговараме на даден проблем, туку да биде тоа како што личи, како што е по
воспоставено според овие прописи и регулативи. За ова вие добивате и паушал, месечен паушал. Еднаш месечно треба да одржите седница и тоа го правите еднаш месечно. Општина Битола, еден од советниците, прочитав дека имаше исказ и изјава дека не треба, советниците треба да работат без паричен надоместок. Каков е вашиот став по оваа точка? Видете, има од две перспективи може да се гледа на оваа работа. Имаме советници кои што навистина единствениот извор на екзистенција му е ова и кои што можат дополнително да се посвета на оваа работа. Некои го работа тоа како дополнителна дејност. Не сме сите само советници. Дел сме вработени, работиме. Тој ми беше прашањето, дали треба советниците да бидат советници само, да бидат поангажирани, поактивни и да ги добиваат средствата кои што ги добиваат, бидејќи генерално, како што еве и спомнавте, генерално се вработени, па ова му е како дополнителна дејност, така речи. Видете, и ова прашање не е одлука на совет. Да е одлука што ја донесува локалната самоуправа, ова е регулирано со закон. Треба да размислува државата на ова прашање. Може да се или тој паушал кој што го добиваме да се симни, односно неговата вредност не е тоа нешто, некоја сума значително, меѓутоа и тоа дополнително го оптоварува буџетот на општината со тие средства може ќе се направи некој дополнителен проект, ќе се изработи нешто плюс за граѓаните. Меѓутоа, и ваква каква што е состојбата, јас и сум реагирал и како советник дека не треба ние да се држиме до тоа дека советот треба да работи еднаш за да го оправда, односно да има еднаш месечно седница за да го оправда тој паушал. Сме дошле во ситуација и тоа за жал морам да констатирам да имаме точки по 70, по 75 точки по 80. Толку во парламентот претедниците нема точки. Што е невозможно да бидат разгледувани и да бидат перцепирани конкретно. Една личност не може да се сконцентрира и да разгледа 75 прашања во рок од 3 дена. И тука се губи на квалитет и на дебата и на запознавање и на време да интервенирате. Тие не владеачко мнозинство секогаш вика имате пристап до сите институции. Да, во 3 дена во кои институции би стасале да видите. Како што ви кажав, ние имаме професионални врски. И затоа се намалува и квалитетот на работата на советот. Инсистирав да биде и сега посебно во вакви услови кои е онлайн 70 точки да имате на седница, тоа е страшна работа. Не можете ниту како концентрација да задржите толку време. Побарав и од претходниот председател и од овој председател да ги намали бројот на точките. Ние може немаме ограничување колку најмногу. Тоа е минимум според деловникот за работа и според статутот на општина Прилеп дека еднаш месечно треба или дури стои дека на 3 месеци барем еднаш и тоа се свикува од мнозинството советници ако председателот не викни, тогаш дека мора да се викни за да се запази тој 3-месечен рок. Значи може да се случи да дојде некој председател и во годината 4 седмици да одржи на советот и да заврши работа. Нас не ограничува ниту еден акт да направиме само една седница. Може и многу седници да правиме. Може и секоја недела да правиме. Има простор. Од недела до недела 3 може да се напраза, да се намали бројот на точките и да се зголеми, односно да се подобри дебатата која што таму има и да се сподела информациите, да и ве прашаме вас граѓаните што мислите за дадено прашање и како ние да се произнесиме таму во советот. Да не биде по наше убедувањето. Друго е да слушнам 10 мислења јас и да знам по дадена точка како да гласам. За одредени прашања навистина треба поголемо време, така, и консултација со граѓаните. Колегата инсистира да одиме малку со музика, јас предлагам малку да се одмориме со оглед на тоа што ова е радио кој што сака да биде телевизија, но како и да е, одиме малку со музика, ќе ги разгледаме прашањата кои ни пристигнуваат од наши гледачи и слушатели, па ќе го продолжиме моветот за кратко време. Pratив pogled mesto prašanje Radio Pela. Mi vrati nasmeh mesto odgovor Radio Pela. Okolo nas leto to umiraše, a ona se rodi nešto ubavo. Me povede zraka preku voda da čekori me. Reče ako može li Isus, može me i nije
Takvi ko tebe znam se najretki, sebičnost i zloba, gram što nema, što nosa cveši mjesto obetki, i čista duša kako detska da. Sve zaljubitna prva mi se vide savršena, posle shvativ neka nesi i baš zato a te zasaka. Konečno te najdog i veke ne te puštam, srce okraj tebe progleda, rad se da mi vrzaco nego ke te gušnam, tvoj ta ljubav mi je potrebna. Prestanuvaj, bakne žote pojeftinu souzata, vo glava neka mi go izbriše, ona vreme koga nesi bila so mene. Sve zaljubitna prva mi se vide savršena, posle shvativ neka nesi baš toga šte zasaka. Konečno te najdog i veke ne te puštam, srce okraj tebe progleda, rad se da mi vrzaco nego ke te gušnam, tvoj ta ljubav mi je potrebna. Radio Bela. Konečno te najdov i veke ne te puštam, srce okraj tebe progleda, rad se da mi vrzaco nego ke te gušnam, tvoj ta ljubav mi je potrebna. Konečno te najdov i veke ne te puštam, srce okraj tebe progleda, rad se da mi vrzaco nego ke te gušnam, tvoj ta ljubav mi je potrebna. Tvoj ta ljubav mi je potrebna. Ова прашање е поставено од луѓето кои што не комуницираат и контактираат. Еве вака би почнале: председателите на урбаните заедници се менуваат кога ќе се промени локалната власт. Непишано правило е тие да се представници од партијата на власт на локално ниво, кога и како урбаните заедници ќе ги надминат партиските бариери за да функционираат исклучиво во интерес на граѓаните. Добро, дел отворивме ова прашање. Да. Благодарам на вашиот слушател или гледач Така. за прашањето. Мислам дека час поскоро. Според мене час поскоро. И тој го спомнам во претходни одговори на ваши прашања дека Испаѓа дека урбаните заедници се политички штабови на некој начин. Ајде да не го вулгаризираме, меѓутоа се и тие му служа на извршниот орган во локалната самоуправа. Треба да биде обратно. Значи, урбаната заедница треба да ја крои целосната и инфраструктурна, и образовна, и секоја политика која што се случува на ниво на урбаната заедница. И во урбаната заедница не треба тоа да се прави циркус од избора на председател на урбана заедница, од избора на членови за тоа да поминува гладко сите одлуки. Туку, урбаната заедница треба да биде составена од луѓе кои што живее на местото и луѓе кои што ќе ги опфата сите дејности. Сигурно во местото кај што живееме
за некоја случајност и во иста урбана заедница имаме и архитекти, имаме и лекари, имаме и инженери, имаме наставници, имаме работници луѓе. Сите тие во сферата на своето живење, во живењето на местното население тука, има свои потреби. Ако тие сите ги вклучиме, ги интегрираме во оваа урбана заедница, после многу лесно ќе биде програмата и начинот на работа, односно подобрувањето на животот општо на граѓаните во Прилеп. Затоа што ако ние како урбана заедница, а вие сме граѓани, и вие сте граѓани, сите сме, без разлика после во која ниво и на која скалило ќе се искачиме. Меѓутоа, нашите потреби се тука исти. Кога ќе излеземе на улица, сите сме граѓани. Да. Сите имаме исти потреби. Имаме потреба од вода, од канализација, од електрична енергија, имаме потреба од добри патишта, од парковски површини и така натаму. од простор за уживање, за одмор и така натаму. Сето тоа ние може да го кажеме. Не може некој од канцеларија и најдобриот инженер да е архитект да каже дека во во урбаната заедница Ѓокдере или Гоце Делчев му треба базен. Граѓаните треба да го предлагат. Си има приоритети, тие сигурно, ако има проблем со водоснабдувањето, ќе си побара граѓаните, нас водата не ни е добра. Сакаме прво локалната самоуправа што ќе направи да ни го реши водоснабдувањето. Некои урбани заедници, еве централно во градско подрачје, може има други. Сака да се намали гужвата, да се обезбеди повеќе паркинг места, да не му се узурпира местата пред нивните домови. Значи, секоја урбана заедница си има одредена специфика и си има одредени барања кои што треба локалната власт да ги реализира. Најлесно е односно да ги чуе, па потоа да ги реализира, ако треба да ги реализира. А ова ние сега вториот дел вие што го кажавте, односно го вметнавте, за жал е така сега општество. Меѓутоа треба да биде закон. Урбаната заедница предлага во 2022 година за тоа населено место да се реализира тие и тие проекти. И така треба да биде, тоа треба да се слушни, тоа е гласот на граѓаните. Како што ви реков и на почетокот, политичарите и оние кои што извршуваат јавни функции се само служители на граѓанството. Треба да му служи, ништо друго. Многу едноставно. Само треба да го воспоставиме системот. Јас уште еднаш ги повикам нашите слушатели, нашите сограѓани, може да се вклучат во нашиот разговор. Гости ни е Дејан Продановски, како координатор на советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата во Советот на општина Прилеп. Значи, разговараме за тоа како функционира Советот, како функционира советникот во Советот на општина Прилеп. 076 802 595 е нашиот телефон, така да интерактивното дружење ќе ни биде многу драго. Се обидуваме граѓаните да ги вклучуваме често, но и тоа, како што рековте и вие, треба да постои навика за вклучувањето и за комуникацијата. Советот именува членови на управен одбор за јавни служби, усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање, ги усвојува извештаите за извршување на буџетот, годишната сметка на општината и така натаму. Има големи функции Советот на општина Прилеп. Во контекст на тоа е и прашањето кое што е прашање од еден наш гледач, а јас вака ќе го формулирам. Ги избирате и лицата кои раководат со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината и прашањето ги разгледувате и усвојувате годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината. Прашањето е од нашиот гледач или слушател колкава е безбедносната состојба во овој град, каква е безбедносната состојба, делувате ли како советници на одредени извештаи поврзани со безбедносната состојба на општината е прашањето. Еве за некоја коинциденција може и поднос на прашањето, меѓутоа и поиќе сплет на околности кои што се случува во минатиот месец во градов. Ние како советници ви спомнав и претходно дека отворивме едно прашање каква е безбедносната состојба после настаните со таа големата полициска акција, односно акцијата која што носител беше Американската служба за сузбивање на растурањето на дрога, еве најнародски кажано. Го разгледувавме воедно и извештај за втора половина на 2019, затоа што има обврска подрачна, односно полициска станица од општа надлежност од Прилеп да достави извештај до Советот на општина Прилеп за на 6-месечни извештаи се тие кои што ги разгледуваме и одлука, односно заклучок донесува Советот на општина Прилеп. Со оглед на бројките кои што ни беа презентирани, имаше бројки кои што во некои области од јавната безбедност ода во надолна линија, меѓутоа имаше сериозни бројки кои што ода во нагорна линија. Гледаме дека сега
еве мене како граѓанин на секој чош Прилепски кажано има сообраќајна полиција. За жал во втората половина на 2019 година тоа ми остана вака во сеќавање, морам да кажам за жал дека бројките се поразителни. Зголемено е за 113% смртноста во сообраќајни незгоди. Значи имате повеќе од 100% зголемување. Ако во истиот период во 2018 година, пардон, во 2019 година биле 4 незгоди со фатална последица, во 2020 се 7. На толку полиција, на толку регулирање на сообраќај, сметам дека тоа е поразителна бројка, затоа што тие животи се изгубени на таков начин. Соопштиот криминалитет и таму бројките варира, зависи од кој период во годината има. Ние имавме забелешка затоа што ја спомнав, направив еден лапсус, реков 2019 за 2020, мислев на разгледување на втора половина на извештајот. Мислата ми беше дека полициската станица од општа надлежност од Прилеп ги закасни два извештаи за првото полугодие од 2019, за второто 2020. полугодие 2019 и прво полугодие 2020 ги разгледувавме сега брзо. На претходна после нова година, мислам се што значи со една година каснење се случи тоа. За сметка на тоа после се случи и ова големава акција во која што беше уапсен и командирот на полициската станица, за жал и тоа од Прилеп, и ние реагиравме и како советници, реагиравме и како политичка партија дека не дозволиво за градот вакви размери, и посебно болна тема е затоа што на совет беше гласан изборот за командир на полициската станица, и тогаш како советници реагиравме за квалификациите кои што ги поседува, тогаш отворивме голема бука, меѓутоа ништо не се случи од тоа. Политичките партии така одлучиле и сметам дека и по однос на тоа прашање треба да има по различен пристап, односно да се оди за на избор на полицајци кои што се од кариера, а не вештачки креирана кариера и која да дојде на некоја позиција за после, како во овој случај, верувам дека никогаш повеќе во историјата нема да се повтори, истите тие кои што треба да се грижат за нашата безбедност да стимулира криминал. Уште едно прашање, предност ќе му дадеме на оние што не следат. Што како поука извлековме од пандемијата, кој е вашиот став за отворање на можноста за функција заменик градоначалник? Има ли потреба, се вели во пораката, ќе ми извинат само гледачите и слушателите само да ја погледнам, има ли потреба од формирање на функција заменик градоначалник, бидејќи во одреден период, пример, градоначалникот Илија Јовановски не беше во можност да ја правува градоначалничката должност заради пандемијата. Има ли таква потреба, еве не чекаат локални избори, па можеби како опција, не знам, иако е можеби тоа на државно ниво, не е на локално, но еден твој став и размислување од наш гледач и слушател. Со однос на последниви случувања, по однос на здравјето на сите граѓани, вклучително и вршителите на јавни функции, видовме дека се може да се случи и дека треба во даден период да има некој кој што ќе ги извршува работите на градоначалникот. Мислам дека и таква, тој си има донесено некое решение со кое што еден од советниците си го има назначено за свој заменик во даден период кој ќе оневозможен да ја врши својата функција. Треба да постои, да, меѓутоа да не биде натовар на финансиски товар на општината и на граѓаните, да биде некој, еве, или е дел од администрацијата општинска, или како што е случајот од дел од советниците, затоа што, како што кажавте, земаме ние некој паушал. Се случи еден застој, не знам, тоа најмногу го почувствува и јавните предпријатија и некои проекти кои што тековно се одвиваја во општина Прилеп, затоа што немаше кој да ги верификува. Градоначалникот беше невозможен. Тие 2 недели во карантин не смејте да се движите, или така беа прописите на сила, и се случи така еден мал дисконтинуитет на сите исплати кои што требаше општината да ги направи, затоа што го немаше првиот човек на општината и немаше кој да верификува, да ги потврди. Мислам дека е добар момент, меѓутоа како што ви кажав, да не биде сето тоа само да се градиме со некои функции дополнително кои што ќе го оптоварува буџетот, да нема никаков интерес граѓанството од нив. Не бевме запознаени кој е заменик на градоначалникот во тој период, и тој во случајов и нема ни функција кога не може да ги верификува одредените документи кои што се важни во тој момент.
Прилеп се подготвува за масовна имунизација. Како опозиција, дали би ја одобриле одлуката без надомест да се користи спортската зала во Средното општинско училиште Ѓорче Петров, медицинското училиште за таа намена? Тоа е најава на власта, предлог на Комисијата за здравство. Дали како опозиција би го одобриле тоа? Ај вака, еден мал вовет, ако дозволите кратко. Прво, околу прашањето за масовна имунизација, сметам дека е поприлично закаснето. Ако некои држави има веќе скоро 7-8 месеци почнато да работа на таа масовна имунизација, ние како држава, за жал, сега тоа го почнаме на почетокот на мај. Иако претходно беше најавувано дека добивме онолку вакцини, знаете, сите добро се информирани дека тие беа донација од некои наши држави, колку да не пропаѓа, да не поминува рокоите и добрососедски, односно пријателски гест да ни помогне на некој начин. А за Прилеп, со огромно жалење, морам да кажам и да го споделам со нашите слушатели и гледачи дека ако еден град, една општина која што обслужува преку 120.000 пациенти и со бројки какви што ги имаме, односно поиќе од 8.200 заболени луѓе, поиќе од 410 починати луѓе од наша општина, заслужуваше да биде ставен во тие регионални центри за масовна имунизација. Тоа е најголемиот пропуст според мене кој што се направи за оваа општина и за овој град во поднос на оваа пандемија. Затоа што сите беа со помали бројки и уште еден податок, тоа е последно вчера ако се спремав за ваша емисија го видов дека леталитетот е со 5%. Таков нема во светот. Значи статистиките се поразителни. И на крај на денот ние мислам дека е бесмислено да разговараме дали спортската сала треба или не треба без надоместок, туку требаше досега сето да биде регулирано и веќе во овој период кој ќе помине ајде од нова година навам во овие 5 месеци да биде завршена таа масовна имунизација. Да се намалеше барем еден дел од овие 410 животи кои што се изгубиле во овој град. Губењето на живот е бесценето. Се друго е надомесливо. Надомесливо и штетите кои што ќе се направи ако се направи како се врши имунизација на таа спортска сала. Нема образование со физичко присуство, посебно не во средните училишта, нема да се попречи редовниот тек на наставата со ништо, меѓутоа ако може тоа да не биде низ призма на директно плаќање на фактура за користење на салата како што ја користа да речеме некои спортски друштва. Значи тоа може и општината за сметка на тоа, односно здравството за сметка на тоа што ќе го користи тој простор и е медицинско училиште да обучи сестри кои што ќе идни сестри кои што би практикувале јавно здравство. Да оди тоа низ еден пак заеднички и општествен интерес за сите. Да не биде се низ финансиска призма. Ние можеме и низ како што зборувавме со вас, меѓусебно да се учиме. Значи можеше тука да присуствуваат деца, оти на имунизација, оди здрав човек. Можеше таму медицински сестри кои што се во завршување, во завршните класови од нивното образование да присуствуваат тука, да го помагаат процесот, да се обучува, оти ова како што гледаме ќе трај. Ова имунизација е најдобрата вакцина покрива една година. Значи по една година па некој треба да се имунизира или да се вакцинира. Значи можеше тоа еден склоп да се направи, да се изменаџира сето тоа и морам да ви кажам дека јас како граѓанин искрено жалам што Прилеп го нема на мапата на тие регионални центри. Може и Кавадарци кои што обслужува помал број на граѓани, сегде треба. Да не бидам погрешно разбран, сегде треба. Меѓутоа на вакви поразителни бројки да немате во градот регионален центар, тоа стварно е нема оправдување никакво. Сега имавме ветување дека после 15 и после 20 ама животите заминува. Од тука нема враќање. И за крај вака, разговорот не тече долго, емисијата планиравме многу пократко, но очигледно е дека недостасуваат тие информации, очигледно дека им се потребни на граѓаните информации од овој тип, запознавање со сето она што работи советот, што работа советниците. Во ваш дослух, што е она што му недостига на Прилеп? Што велат граѓаните како советник? Што е она вака што му недостига на Прилеп? Според мене, нашиот град, едно што е херој, друго е вака една ретроспектива во 50-тите, ајде, од почетокот од ослободувањето наваму, од Прилеп биле сите носители на јавни функции на почетокот, во создавањето. Ако почнеме од првиот председател Методи Андоновченто кој што од Прилеп, првиот ешалон, први министри, први директори на предпријатија кои што биле во формирање, сите биле од Прилеп. За подоцна, по 70, скоро 80 години од формирањето на
современа Македонија, ајде да ја наречиме, да бидеме слепо црево. Недозволиво. Прво, инфраструктурно треба да се поврзиме. Недозволиво е од Прилеп или цела Пелагонија која што ја храни цела Македонија, најплодното земјиште. Да бидеме изолирани. После 50 години да немаме современ пат. И она што беше почнато како проекти недозволиво. На двајца министри кои што се по потекло од Прилеп, требаше да имаме еден современ пат. Дел се направи еден исчекор, се направи третата лента, се ослободија граѓаните. Вториот исчекор беше со почеток, односно со дел и завршени градежни активности на тој експресен пат кој што се почна да се гради и се прекина. Недозволиво. Градо како содржина, како урбанистички уреден, знаете, лико во последниве 15 години е сменет. Ако од 2005 наваму имавме 60% неасфалтирани улици, калдрами, нерегулирани водотеци, отпадни води, нерегулирани канализации, направивме еден голем исчекор, уредување на централното градско подрачје и се смени едноставно духот на градот. Сега во овој период, ова да не биде преполитички, да не ме сватите, меѓутоа малце се забавија работите. Односно, ништо граѓаните не видоа. Освен 2-3 капитални проекти со кои што се фали градоначалникот, а за жал се на штета на граѓанството, ти не е ова мој впечаток. Граѓаните тоа го зборува. Не можете булевар кој што предвиден визионерски во 52 година е пробиван булевар. Најголемата штета на старата чаршија е тогаш направена, со експроприации, со одземање на дуќани, со рушење. Значи срцето на градот се пресекло, за да се направи еден визионерски и имаме најубава конфигурација на улици. Во цела Македонија, во кој град да појдете, нема вакви прави улици, убави булевари и пространи така. И сега на сметка на сето тоа пред 50 години некој визионерски го предвидел, го видел тоа дека ќе има паркинг места. И после толку години кај што изменети се сите услови на живење. Гледате и сами дека бројот на возила е драстично зголем. Секое семејство станавме како американци, има по едно, по две возила. И на сите тие, на цел тој сообраќај, вие да затворате, односно да правите тесни грла во централното градско подрачје, недозволиво. И ред други проекти, да не одзема многу време, меѓутоа, треба да почнеме да функционираме, односно да правиме работи кои што ќе бидат во интереси на иднината, не на сегашноста сега за да собери некои политички поени. Еве, направивме нов булевар. Сте виделе негде станица за полнење на батерија? Еве, одиме натаму. Моториите со внатрешно согорување полека се отфрлаа од употреба. Нема ниту еден проект кој што е базиран на самоодржлив развој. Сегде е со боја, сегде треба дополнителни трошоци граѓаните да плаќаат. Треба градот полека да почнува да размислува современо, односно европски, да размислува и во насока и на екологијата и она што рековте на заштита на животната средина. Сето тоа се решава и има луѓе кои што прошетали во други држави, кои што купиле и научно кои што се изградиле за да го направат тоа. Најважно е самоодржливост. Да не биде тоа на секоја година на трошок на граѓаните. Ако се изгради нешто, после да се предвиди еден рок кај што воопшто нема да се вложува средства на граѓаните за таква инфраструктурен проект нека биде. Да не биде само секоја година на трошок на граѓаните, нови тендери, нови трошоци. Сите тие трошоци кои што се генерира за тековно одржување, ќе се насочат средствата во други проекти и градот ќе добие дополнително уште поубав изглед, уште пофункционален ќе ни станува и така натаму. Имаме уште многу да дискутираме, ова нема да не биде наш последен разговор, се надевам ќе имаме и други средби, ќе зборуваме значи во интерес на граѓаните, во интерес на нашиот убав град и тоа е и целта пак како што реков на крајот, сето тоа треба да биде во интерес на граѓанството и на поубав Прилеп. За крај само ви прашала, вие доаѓате од ВМРО ДПМН како една политичка партија, не очекуваат локалните избори, може ли да ги чуеме предлозите за градоначалници или се уште е тоа рано? Рано е, ние сме во внатрепартиски некои мерења на рейтинзите, уште е рано да се зборува за конкретни имена, имињата подоцна, ќе ги видите и сами, ќе вида на како да речем, на објавени, на очиглед на јавноста. Мислам дека полека ќе треба сите да се спремаме и еве јас како и председател на општинскиот комитет можам да ветам дека ова што дел од овие работи кои што ги разговаравме, дека веќе и почнавме со населените места да разговараме по однос на оваа тема, да почне луѓето да ги дава предлозите, односно да дава
конкретни работи кои што треба да се интегрира во таа програма со која би излегле на следни локални избори и сето тоа да дојдеме до дело кај што треба проектите кои што му се најпотребни на дадено населено место да биде интегрирани во програма, а подоцна во програма на локалната самоуправа и завршување на проектите, односно да си завршиме функцијата за која што сме во овие работи, односно да го подобриме животот и да бидеме во интерес и во корист или во служба на граѓаните. Предански благодарам што бевте дел од емисијата Одговори. Ви благодарам што ме поканивте и да се видиме за добро пак. Како да поголеме општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.